За тие што не знаат, Бинтер е македонска платформа која што е одговорна за поврзување на практикантите, односно студентите и дипломците со компаниите кои што се активни баратени на практиканти и кои што истите би можеле во иднина доколку се покажат да ги задржат и истите студенти да станат нивни работници. За таа цел денеска го повикав Димитар Митревски кој што ја создаде оваа македонска платформа и се надевам дека денеска од денешниот подкаст има што да слушнеме и што да научиме од Димитар Митревски од Битола. Здраво, Димитар. Здраво. Јас би сакала најпрво да те прашам како се роди твојата идеја за целата оваа работа поврзана со македонската платформа Бинтер. Добро прашање. Благодарам за поканата. Ова иницијатива на Читај бе сметам дека ќе ги мотивира младите. Она што недостига тука во нашата држава е мотивацијата и јас секогаш кога сум разговарал на оваа тема за младите и предприемништвото, секогаш е она клучното е мотивацијата. Недостатокот на мотивација кај младите е она што е резултат во државата, односно младите се иселуваат бидејќи не гледаат иднина и перспектива, а во Македонија има и успешни приказни на предприемачи кои стварно направиле успех во глобални рамки. Така да како се роди идејата, да се вратиме сега малку назад. Бев прва година на факултет, сега сум веќе дипломиран и запишав магистерски студии на факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, да ти благодарам. И додека бев прва година на студии, по завршетокот на вториот семестар, односно на студиската година, за да се запише втора година, задолжителна е практична работа, односно добивам ливче од студентски прашања и мора да си пронајдам фирма или компанија каде што јас би извршувал мојата практична работа од траење од 1 месец. Проблемот беше тоа што јас не знаев за некои од фирмите тука што работат IT. Претходно студирав односно учев спортска академија, така да сум бивши фудбалер и немав некое познавање на некои фирми тука кои работат со IT, бидејќи мојот факултет е IT. И она што го слушав на факултетот, сигурно можеби и ти си имала такво искуство од пријатели, е дека некои земале дури од сендвичари, да речам, подпис, колку да се има нешто за да се запише наредна година. И јас не сакав да бидам во таа категорија на студенти кои ќе го направат тоа. И сега се соочив со тој проблем со кој се соочуваат многу млади студенти. Имав, да речам, можност да го направам истото, но јас не го направив тоа. Се одлучив да има една изрека на англиски, таа е take the bull by the horns, значи фати го бигот за роговите и се соочив директно со проблемот, односно ајде како да се реши. Имав некое претходно познавање од програмирање, а исто така го комбинирав со YouTube, учев туторијали да направам една платформа каде ќе ги собереме, да речем, компаниите кои нудат пракса, нивните огласи ги поставиме на едно место, а од друга страна пак студентите да можат да дојдат на платформата или дипломците, оние кои имаат завршено некакво образование, да се регистрираат и да можат да аплицираат на тие огласи и да си пронајдат пракса во кој ќе се доосувршуваат, односно откако ќе завршат пракса да имаат поголеми можности за вработување. Сметам дека е тоа голем плюс за нашиот град и вреди да се вложува во баш вакви работи и секако труд кој што ти си го дал и очекуваш во иднина да резултира со некаков успех секако и ти да имаш бенефит од целата оваа работа. Инаку за муабетот за Читај бе, јас исто така не бев свесна дека има толкав број на успешни луѓе и студенти во Битола, како и на целата наша територија. Баш правејќи ги интервјуата за Читај бе, открив колку всушност сме спремни со еден навистина квалитетен кадар кој што треба да го задржиме, а не да го изгубиме и сите да си заминат надвор. Токму затоа и одлучивме да почнеме со снимање на овој подкаст Младите се иднината. Да се вратиме на темата. Сакам да те прашам како функционира програмата и да им кажеш на младите како можат секако да аплицираат или да се поврзат со компаниите каде што сакаат да извршуваат својата стручна, односно практична работа. Како функционира? Функционира многу едноставно. 3 чекори. Првиот чекор се регистрирате на платформата, че платформата е bintern.com. Се надевам дека во самиот подкаст ќе има и линк до самата платформа. Значи се регистрираат, ги поставуваат оние општи информации за нив, кои се тие, каде студираат, што имаат завршено, исто кои вештини ги поседуваат и каква пракса, односно работа бараат.
откако ќе си креираат собствен профил, тие имаат можност да ги гледаат сите огласи, да си аплицираат, а исто така ние ги известуваме, значи им испраќаме нотификации кога има нови огласи на нашата платформа, исто така и пишуваме блогови. Тие блогови се корисни, се во насока на градење на кариера, однесување во компанија, комуницирање и така натаму, со цел да ги едуцираме покрај тоа што е основната функција да ги поврза со компанија, но исто така и барањето на работа е, односно активното барање на работа е клучно и тоа да го знаат. И третиот процес е секако кога тие веќе ќе се поврзат со компанија, односно компаниите ќе ги повикаат на интервју, тие да можат да си ја добијат праксата, односно да се покажат на интервју. Доколку успешно ги направат претходните чекори, тогаш успехот е неизбежен, но пред се зависи од самите нив, односно треба да се насочат кон да бидат упорни, односно целта е тука, значи да имаат зацртана цел дека ќе најдат пракса и да бидат упорни, односно да аплицираат насекаде. Тоа е правилото. Дејќи има многу луѓе кои ќе аплицираат на истите огласи, но пред се битно е иницијативноста и она мора да го нагласам сега и како еден совет тука, барајте фидбек. Значи направете плюс чекор, бидејќи од тие 30 луѓе што ќе аплицираат на тој еден оглас, можеби ќе бидете единствени кои ќе покажете плюс иницијатива, плюс чекор, да побарате фидбек зошто сте повикани или зошто не сте примени на позицијата. Значи битно е да се надоградуваат, односно да барате фидбек од вашите потенцијални работодавачи. Идејата прво се раѓа во главата, а потоа се реализира. Доколку сме упорни, сите можеме да ги реализираме нашите замислени идеи. Јас би сакала да те прашам колку имаш, односно колкав успех досега имаш постигнато и колкава е заинтересираноста на младите? Баш ме интересира ова прашање. Тешко прашање. Заинтересираноста на младите. Ние почнавме во април 2021 ја лансиравме платформата и од април 2021, значи, односно до декември 2021, над 60 студенти, дипломци успешно пронајдеа пракса, започнаа својата кариера. До денес, значи, до овој момент, значи, од април 2021 до денес, значи, ноември 2 2022 година, се имаат регистрирано над 4100 студенти и дипломци, значи, оние кои бараат работа и пракса, и над 240 компании кои нудат, да речем, пракса. Дел од нив нудат активно, дел од нив не нудат во моментот, така да тие се бројките, не се некои големи бројки на светски рамки, но за Македонија се сепак еден показател дека има потреба од ваква платформа. Јас во оваа прилика би ги повикал компаниите да станат свесни за важноста на практиканството и само на тој начин може да ги задржиме младите во државата, да му се понудат можности за кариерен развој и со тоа, значи, да се обучуваат, односно да прераснат во вработени во нивните оддели, односно да бидат дел од тој ланец кој работи во фирмата, односно во таа машина нивна, да си го најдат својот удел. Така, Димитар, јас сакам да те прашам кои се твоите бенефити и ти колку беше поддржан за развивањето на овој проект од нашата држава како и од нашата општина? Сега ќе кажам нешто што ќе очекувате вие да се жалам. Нема да се жалам, да знаете дека има поддршка. Има поддршка за оној што ја бара. Бидејќи ако не побарате, никој нема да ве поддржи. Овде има, сум слушал од некои луѓе, прв пат, значи, досега немале ни започнато некаква иницијатива, немале свој стартап, ќе ми укради некој идејата. Тоа е лага. Вие ако не разговарате со луѓе, не ја споделувате вашата идеја, никогаш нема да ја реализирате. Ако се ја држите во фиока, не знам, вие треба да бидете толкав иноватор, што вашата идеја никој во светот не му текнал, што јас мислам дека барем еден човек сигурно некаде му текнало и да е најиновативното решение. Значи, тука се две поенти, да речем, иновација и инвенција. Инвенција е нешто да измислиш од нула, а иновација е да комбинираш веќе постоечки работи. Така да ние ова што го направивме не е нешто што сме го измислили од нула, го видовме проблемот. Проблемот вака или така компаниите пробуваат да го решат, но ние на иновативен начин со дигитална алатка пробуваме да го решиме на поефикасен и подобар начин. Така да тоа е мојата порака, да се охрабрат, да ги споделуваат своите идеи, а поддршката е тука, значи постои поддршката. Може лично да ги контактирате луѓето веќе што се таму, каде што
сакате вие да одите. Значи, Точно. оние што имаат успешни бизниси, успешни стартапи, нив може да побарате за совет и тие да ме насочат како. Секогаш таквите луѓе мене ми дале поддршка, а додека со луѓе кои не се успешни, односно со луѓе никогаш кои не пробале, ме обесхрабриле бидејќи тие никогаш не имале храброста да тргнат и да градат нешто свое. Дака, Димитар, јас затоа на почетокот ти дадов една одлична идеја, мислам, која веќе во странство постои и ја имам видено. Се надевам дека во иднина, доколку продолжиш да се развиваш и работиш на овој проект, ќе направиш една голема компанија која што ќе ги поврзува барателите на работа со самите компании, така што ќе нема повеќе потреба од огласи и сите тие работи кои што веќе ни се познати. Значи, таа идеја која што јас за прв пат ја видов во странство, а веќе посеќам во Германија и мислам дека е одлична идеја за еден млад човек да ги добие сите прилики и шанси кои му се потребни директно преку платформа да се поврзи со работодавецот. Секако да нема никој зад неговиот грб кој што ќе го вработи. Се гледа квалитетот, не квантитетот, според мене. За крај, која е твојата порака до младите? Мене ми се допаѓа тоа што го кажа за квантитет и квалитет. И порака за младите, она лично јас што сум го искусил, е дека упорноста се исплати, никогаш да не се откажувате во кариерата или во било што во животот, доколку се откажите, дозволувате некој друг да победи. Тоа е едно што сум го читал и ми се допаѓа. Така да, она што го работите посветено и со труд, секогаш на крајот ќе резултира со успех. Не е преку вечер, ова сме го развивале скоро 4 години. 4 години. Значи, од идеја. Јас сум бил почетник тогаш, не сум знаел ништо за бизнис, ништо за програмирање на продукт и сега сум стигнал да развивам продукт. Сега доколку, значи, во тој период си се надоградувал, имаш одредено искуство. И сега кога ќе започнеш следен бизнис, периодот од 4 години ќе го намалиш за една, за 6 месеци во развој на продукт и лансирање на нешто ново. Така да, на почеток сите се почетници, никој не се родил како професионалец. Тоа е охрабрувањето, битно е да вложите трудот и времето. Што повеќе време вложувате во текот на еден ден, тоа повеќе ќе ви се исплати на долг рок. Исто мислам дека голема улога игра истрајноста. Многу е значајно и важно колку е човек истраен во одредена работа и колку може да ги прифати и да се соочи со предизвиците кои што секако ги има на патот. Јас би сакала да ти се заблагодарам, стварно имавме еден многу лабав, питолски разговор, можам да кажем, во овој подкаст. Стварно си успешен и ти честитам и секако се надевам дека нема да остане тука ова платформа, дека ќе се развива и се надевам дека еден ден ќе слушнам дека си стигнал до отварање на една голема компанија која што, како што ти кажав, ќе ги поврзува самите компании со барателите на работа. Ви благодарам за поканата и секако би ни било мило повторно да присуствуваме на некоја наредна прилика. Ви благодарам. Јас ви благодарам за вниманието и се гледаме следна прилика, односно во следна епизода со нови гости и теми за младите.